Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно предавање од книгата Излез. Минатиот пат размислувавме за првиот дел од глава 26 и некаде на крајот спомнав дека врз шаторот требаше да бидат поставени неколку така наречени платништа. Повторно ќе ги спомнам и ќе се обидам да ги објаснам накратко. Размислувавме за нивниот дизајн, но немав доволно време да зборувам за нешто многу поважно, а тоа е нивното значење. Првото платниште беше направено од лен. Предпоставувам станува збор за добро познатиот египетски лен, на кого беа исткаени херувими. И ова платниште не ја допираше земјата. Со оглед на тоа што врз него имаше други покривки, тоа можеше да се забележи само однатре. Тоа ме потсеќа на убавината на Христос, која не може да се види од надворешните луѓе, односно од светот, туку само од оние кои се заветувале да го следат и да му служат, односно оние кои влегле внатре и се дел од неговиот народ. Токму тоа се случува секогаш кога верниците ќе се соберат заедно за да имаат заедништво со него, а и едни со други. Секогаш кога го славиме Христос и се молиме, ние всушност се подсетуваме на неговата убавина, слава и големина. Во Псалм 17 Давид напишал: "Пази ме како зеницата на окото, засолни ме под сенката на твоите крилја." Кога свештениците влегуваа во шаторот и ги гледаа исткаените херувими на платништето, тие се подсетуваа на тоа дека Бог ги заштитува со неговите крилја. Второто платниште беше направено од козина, односно од козји влакна, и тоа ја допираше земјата. Веќе неколку пати спомнав дека димензиите на шаторот беа 30 лакти должина, 10 лакти ширина и 10 лакти висина. Моje лично убедување е дека токму ова платниште е символ за жртвите за грев и за тоа што Исус го направи за нас грешниците. За разлика од претходното, ова платниште можеше да се види и однадвор. На некој начин, тоа значи дека секој можеше да го види, не само свештениците. Тоа ме потсетува на Христовата жртва која беше дадена за целиот свет и секој може да се угледа на него и да ја прифати неговата жртва. Во Евреите 9:26 пишува: "А сега еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва." Верувам дека тоа е пораката на платното направено од козји влакна. Христос се јави на целиот свет и како што сите израелци можеа да го гледаат платништето направено од козина, така секој можеше да ја види неговата љубов. Третата завеса беше направена од кожа од овни, обоена во црвено. Таа е слика и символ за силата и моќта на жртвата на Исус Христос. Всушност, шаторот имаше уште едно платниште кое беше направено од животински кожи. Со оглед на тоа што израелците патуваа низ пустината околу 40 години, можам да предпоставам дека со тек на време сите овие платништа требало да се обноват. Последниот дел ќе размислуваме за штиците и подножјата кои се користеа за да се направи подцврстиот дел од конструкцијата на шаторот. Штиците и подножјата за шаторот. Минатиот пат веќе ги спомнавме штиците и подножјата, но денес сакам да кажам уште нешто за нив. Прво ќе го прочитам стих 14, за да се подсетиме на тоа каде застанавме со проучување минатиот пат. "И направи покрив над скинијата од овнешки кожи, црвено обоени, како и покрив од сини кожи од озгора." Во стих 15 пишува: "Направи и штици за скинијата од дрвото штитим, што ќе стојат исправени." На двете страни од шаторот имаше по 20 штици кои беа 1,5 лакт широки. Штиците беа направени од истото дрво, кое важи за многу цврсто дрво. Станува збор за дрво кое по својата цврстина е слично на джиновските секвои кои растат во Калифорнија. Штиците за шаторот беа обложени со злато. Причината поради која Бог му кажа на Мојсеј да направи штици и подножја е бидејќи без нив структурата на шаторот ќе беше многу слаба. Секоја од штиците имаше подножје кое се ставаше во земјата и врз него се ставаше штицата за да има стабилност. Бог на Мојсеј му даде детален опис за тоа како треба да изгледа шаторот. Значењето на шаторот. Верувам дека во многу аспекти шаторот е предслика на личноста
природата и службата на Господ Исус Христос. Тоа е главната причина поради која сметам дека е од особена важност да го проучуваме и да бидеме добро запознаени со неговата конструкција, а и предметите кои беа поставени во него. Ако навлеземе подетално во обработката на сите предмети и бои на шаторот, верувам дека во секоја од нив ќе можеме да согледаме одреден аспект на неговата природа и служба. Според мене, тоа е силен доказ дека преку давањето на законот. Покрај другото, Бог сакал на израелците да им даде предслика на животот и службата на Спасителот кој го вети уште од Едемската градина. Патем, кога станува збор за завесите, односно платништата кои го покриваа шаторот, и боите со кои беа обоени исто така имаат одредено значење. Едно од нив беше сина, а тоа е бојата на небото. Другата беше црвена, а тоа е бојата на крвта. Имаше и виолетова боја, која важи за кралска боја, и белата, која е боја која означува чистота. Како што може да забележите, дури и боите на платништата пренесуваа значајни пораки кои можат да се поврзат со Господ Исус Христос и тоа што тој го стори за нас. Што се однесува до штиците кои му даваат цврстина на шаторот, тоа е она што Светиот Дух го прави за црквата. Без неговата улога и дејство помеѓу нас, црквата ќе беше слаба. Завеси за шаторот. Последните стихови се опишани завесите кои беа поставени во шаторот. Слушнете што пишува во стих 31. И направи завеса од сина, пурпурна и црвена волна, и пресукан лен, и на неа нека има уметнички извезени херувими. Како што можете да забележите, тука се спомнати три бои кои можеа да се забележат на шаторот: сина, пурпурна и црвена. И закачија на 4 столба од шитим, опковани со злато, со златни кукички, а нивните подножја сребрени. Како што завесата се држеше на 4 дрвени столба, така и Евангелието се држи на 4 извештаи кои ги имаме во Новиот Завет, наречени Евангелија. 4 столбови беа опковани со злато, а нивните подножја беа сребрени. Тоа е уште една важна символика која ја наоѓаме во конструкцијата на шаторот. Дури и во самиот образец кој Бог му го даде на Мојсей, можеме да најдеме важни духовни вистини кои стануваат особено јасни од перспектива на Новиот Завет. Патем, завесата за која читавме предмалку е онаа која го одделуваше светилиштето од светињата на светињите. Требаше да биде во 3 бои и на неа да има исткаено херувими. Може би се прашувате, кое е новозаветното значење на оваа завеса? Моето лично мислење е дека таа е символ за човечката природа на Христос. Завесата ни кажува дека Исус беше распнат на крстот, дека умре, а кога се случи тоа, во Евангелијата пишува дека завесата во храмот се расцепи. Со други зборови, кога Господ Исус умре на крстот, завесата која ги одвојуваше Бог и луѓето беше расцепена и на луѓето им беше овозможен пристапот до него. Единствениот начин на кој можеме да дојдеме кај Бог е преку Христос. Има само еден начин на кој можеме да влеземе во светињата, на светињите. Господ Исус рече: никој не може да дојде кај Отецот, освен преку мене. За жал, некои луѓе сметаат дека е доволно само додат во црква и дека тоа е начинот на кој доаѓаат кај Отецот. Немојте да верувате во таа лага. Библијата не вели дека одењето во црква ќе ве спаси. Тоа е од исклучителна важност и секој христијанин треба да го прави редовно. Но единствениот начин на кој добиваме простување на гревовите е преку вера во смртта и воскресението на Исус. Мислам дека оваа завеса била навистина прекрасна. Ке си ја земам слободата да го донесам тој заклучок врз основа на тоа што го читам во овие стихови. Станува збор за дел од шаторот кој се менувал секоја година. Некои историчари сметаат дека требало да биде многу дебела и целта на тоа било да не може да се искине. Но, кога Господ Исус умре на крстот, завесата беше расцепена и на тој начин Бог го стори тоа што луѓето не можеа. Колку и да се трудиме, ние луѓето не можеме да ја расцепиме завесата со своји сили. Затоа имаме потреба од Божјото дело, од смртта и воскресението на Исус, кои не спасуваат. Ова е навистина прекрасна предслика на Евангелието. Ке прескокнам неколку стихови и ќе го прочитам стих 36. Тука пишува за уште една завеса. И направи завеса за влезот во скинијата од сина, пурпурна и црвена волна и од пресукан лен, везена работа.
Завесата за влезот во шаторот требаше да биде слична како завесата за влез во светињата на светињите. Што значи дека целокупната конструкција на шаторот, заедно со дворот, имаше 3 влеза. Првиот беше влезот кој водеше во дворот на шаторот. Вториот влез беше оној кој водеше кон светилиштето, а третиот оној кој водеше во светињата на светињите. Првиот влез водеше кон местото каде имаше жртвеник и мијалник. Жртвеникот е предслика на крстот. Откако ќе принесеа жртви врз жртвеникот, свештениците одеа кај мијалникот и потоа влегуваа во шаторот. Но сега сакам да размислуваме за жртвеникот и всушност во глава 27 пишува за неговиот дизајн. Жртвеникот беше од исклучителна важност за израелците, бидејќи им даваше пристап до Бог. Истото може и треба да се каже и за крстот. Глава 27. Бронзениот жртвеник. Со тоа доаѓаме до глава 27, во која е опишан дизајнот на бронзениот жртвеник. Ке ги прочитам првите 3 стихови, но пред тоа сакам да ве предупредам дека текстот кој ќе го читам не е многу интересен за слушање. Сепак, сакам да обрнете внимание на тоа што ќе го прочитам, бидејќи е многу важен. Направи жртвеник од дрвото шитим, 5 лакти долг и 5 лакти широк, 4-јаголен да биде жртвеникот и 3 лакти висок. А на неговите 4 јагли направи им рогови, така што роговите да излегуваат од него. И опковај го со бронза. Потоа направи за него котли за исипување во нив на пепелта, и лопатчиња, и потири, и вилушки, и кадилници. Сиот овој прибор направи го од бакар. Ова се единствените стихови кои ќе ги прочитаме во врска со жртвеникот. Сакам да кажам неколку важни нешта во врска со функционирањето на шаторот, особено за улогата на жртвеникот. Веднаш што влегуваа во дворот на шаторот, првиот предмет што го гледаа свештениците беше жртвеникот. Не можеа директно да влезат во шаторот. За да го сторат тоа, потребно беше да дојдат кај жртвеникот и да принесат жртва. Двата предмети кои се наоѓаа во дворот се однесуваа на начинот на кој луѓето се справуваат со нивниот грев. Пред да влезат во шаторот и да го обожаваат Бог, свештениците требаше да добијат простување на гревовите, односно, очистувањето му претходеше на заедништвото и славењето. Крвта на животните беше од особено значење во процесот на очистувањето и простувањето. А истото може да се каже и за жртвата и крвта на Господ Исус Христос. Единствениот начин на кој луѓето можеа да добијат простување на гревовите и пристап до Бог беше доколку имаат замена која ќе умре за нив. За израелците, тоа беа многуте животни кои секојдневно се принесуваа на бронзениот жртвеник. Всушност, жртвеникот беше местото на кое Бог јасно им покажа на луѓето колку е сериозен нивниот грев и дека е потребно да се плати одредена цена за истиот. Овој предмет од храмот е предслика на крстот на кој умре Господ Исус Христос. Жртвеникот не потсетува дека Исус е оној кој умре наместо нас и ја плати цената која ние требаше да ја платиме. Во посланието до Ефесјаните 5:2, апостолот Павле пишува дека треба да живееме во љубов, следејќи го примерот на Исус, кој не засака и се предаде на крстот како жртва угодна на Бог. Крстот беше жртвеникот кој Бог го избра со цел да се справи со гревот на целото човештво. Исус Христос умре на тој крст за да плати за нашите гревови. Тој не беше само добар човек или добар учител. Тој е спасителот на светот, Божјото јагне кое беше жртвувано за гревовите на целиот свет. Секој кој ќе поверува во таа жртва и ќе ја прифати таа жртва како замена за казната која треба да ја плати, ќе биде спасен. Тоа е суштината на радосната вест, односно Евангелието. Кога Јован Крстител седеше со своите ученици и го забележа Исус, тој рече: „Еве го Божјото јагне, кој ги зеде на себе гревовите на светот“. Со други зборови, Исус е тој кој умре на бронзениот жртвеник. Исус е нашата замена и во Евангелието според Јован 1:12 пишува дека оние кои го примаат и веруваат во него, стануваат Божји синови и ќерки. Како што израелците не можеа да го обожуваат Бог во светилиштето и светињата на светињите без да поминат крај жртвеникот, така и ние не можеме да му служиме на Бог и да живееме според неговиот збор, ако неговото дело на крстот не го промени нашиот живот. Ако Исус не умреше на крстот, вие и јас немаше да можеме да му пристапиме на Бог.
Но тој не само што умре, туку по 3 дена и воскресна. Исус не е само жртвено јагне, туку и воскреснато јагне. Покрај другото, смртта на Господ Исус сведочи за тоа дека сите луѓе имаат еднаква вредност во Божите очи. Денес многумина зборуваат за тоа како сите луѓе се еднакви. Не знам дали се согласувам со таа изјава, бидејќи некои луѓе се повеќе привилегирани од други, но дефинитивно се согласувам со тоа дека сите имаат иста вредност во Божите очи. Прво, сите се грешници и виновни пред Бог. Но исто така и сите се на ист начин сакани од Бог, бидејќи тој плати иста цена за секој од нас. За разлика од луѓето кои се пристрасни, Бог не е таков. И во неговите очи вредноста на секој од нас е иста и навистина голема. Најдобар доказ за тоа е крстот на Голгота. Во стих 16 е опишан дизајнот на завесата за вратата на дворот. Слушнете што пишува таму. А за вратата на дворот завесата да е 20 лакти, од сина, пурпурна и црвена волна и со пресукан лен, уметничка работа, и 4 столба за неа со 4 подножја под нив. Завесата на вратата од влезот во дворот требаше да биде од сина, пурпурна и црвена волна. Претходно го објаснив значењето на овие бои и како истите можат да имаат некакво духовно значење. Тоа е вратата низ која минуваат свештениците за да влезат во дворот и да почнат со процесот на принесување жртва, а потоа да продолжат со процесот на обожавање на Бог. Масло за светилникот. Оваа глава завршува со еден многу интересен аспект поврзан со функционирањето на шаторот. Маслото за светилникот. Стих 20. И заповеда им на синовите израелски да ти носат чисто масло, исцедено од маслинка, за светење, за да гори светилникот секогаш. Маслото е слика за Светиот Дух. Тоа е толкувањето кое ни е дадено и од светилникот за кој читаме во книгата на пророкот Захарија. Светиот Дух е извор на светлината која му е потребна на овој свет, но тој не сведочи сам за себе, туку за Господ Исус Христос и неговата смрт и воскресение. Стих 21. Во скинијата на собранието пред завесата, која ќе го закрива ковчегот на заветот, Арон и неговите синови нека го палат, да гори пред Господ од вечер до утрина. Тоа нека е вечен закон за поколенијата на синовите израелски. Светилникот во шаторот требаше да се запали секоја вечер и да гори до утрото. Поентата на тоа беше дека додека е мрак, во шаторот треба да има светлина. Додека беше на овој свет, Христос беше светлината на светот. Но, тој исто така им каже на учениците, вие сте светлината на светот. Знаете што значи тоа? Дека како Божји представници на овој свет, ние треба да го следиме Христос и да носиме духовна светлина каде и да одиме. Тоа не можеме да го сториме сами, но ако му дозволиме на Светиот Дух да действува во нас, ние ќе бидеме како светилникот кој светеше во темнина. Овој свет живее во духовен мрак и потребна му е светлината на Бог. Предпоставувам дека забележавте, но досега размислувавме за многу предмети, освен за еден. Станува збор за жртвеникот за кадење и за него ќе зборувам кога ќе дојдеме до глава 30 од книгата Излез. Покрај другото, во неа пишува како израелците, конкретно свештениците, требаше да го обожаваат Бог во првиот дел од шаторот. Всушност, има уште еден предмет за кој не размислувавме, за малку ќе го заборавев, а тоа е бронзениот мијалник. Мијалникот беше поставен веднаш до жртвеникот. Жртвеникот е символ на смртта на Господ Исус Христос, а мијалникот е символ на неговата сила постојано да не очистува од гревот кој се раѓа и живее во нашите срца. Жртвеникот е символ за спасението, а мијалникот за осветувањето. Откако ќе бидеме спасени и осветени, тогаш можеме да дојдеме кај него и да го славиме. Со тоа доаѓаме до глава 28. Доколку имате можност, ве охрабрувам да одите на интернет и да ја побарате скицата на старозаветниот шатор. Тоа ќе ви помогне додека размислуваме за овие неколку глави од книгата Излез. Се надевам дека ќе ни се придружите во следното проучување. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал.
и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.